И покрај студеното време и ситниот дожд, на градскиот стадион имаше пристојна посетеност од љубителите на фудбалот од Штип и од околината. Сите тие дојдоа со желба да го видат новото издание на Брегалница во поход кон првиот пролетен успех и бегство од опасната зона. Но сите тие желби се распрснаа уште во 10-та минута, кога по грешка на играчите на Брегалница Усиини успеат да постигне гол за водство од 1:0. Истот играч во 35-та минута можеше да зголеми на 2:0, но неговиот удар заврши во телото на еден играч Брегалница, кој го промени правецот и заврши во стативата, одбивајќи се кон страничиот дел од теренот. Во 53-та минута голманот Коветич со пад во нозе го спаси голот на Брегалница. Во 58-та минута Здравков убаво го проигра Вучитич, кој шутираше над голот на Ренова. Во 68-та минута Вучитич од слободен удар нафали кон голот, а Дарко Стојанов се сплетка и не успеа да ја упати топката во голот на Ренова. Во 85-та минута Здравков упати силен удар од далечина, но топката отиде над голот. Брегалница од 38-та минута играше со играч помалку, откако Славче Велковски за 2 минути заработи 2 жолти картони, пошто судијата Дејан Јакимовски автоматски му покажа црвен картон. Со еден збор, сосема заслужена победа на Ренова, која прикажа дисциплинирана и борбена игра, физички делува поподготвени и подобро се снајдоа на влажниот терен на градски во Штип. Брегалници кикстер на првиот надпревар и шанса за поправен ќе бара во недела на гости против екипата на Пелистер. Еве ги комплетните резултати од ова 19-то коло. Вардаш купи 3:0, Шкендија Силекс 2:0, победа Пелистер 2:2, Брегалница Ренова 0:1 и Македонија Ѓорче Петров Работнички 0:3. Табела Вардар е прв со 44 бодови, втора е Шкендија со 40, трето место за Работнички 31, на четвртото место Пелистер има 30, петта е Ренова 26, следува Силекс на шестото место со 24, на седмото место Победа има 16, исто толку има на осмото и Шкупино послаба гол разлика. Девето место за Македонија Ѓорче Петров 15 и на последното 10-то место Брегалница со само 11 освоени бодови.